Почитувани, добар ден. Денеска наш и ваш гостин е господјата Билјана Ванковска, долгогодишен професор на Филозофскиот факултет во Скопје на Институтот за безбедност, одбрана и мир. Професор Ванковска, добре дојдовте во нашето скромно студио. Благодарам на поканата. Пред да почнеме официјално, кога го договаравме овој разговор, ми кажавте дека сте презафатени со работа околу една обврска која ви останува. Можете ли да ни откриете за што станува збор? Не е тајна, тоа е една обврска за која се нафатив уште, бога ми, пред да се подпише Преспанскиот договор. Поканета сум да учествувам како автор во годишникот на ОПСЕ за 2018 година, значи на покана на Универзитетот од Хамбург, кој е уредувач на тој годишен зборник, секоја година излегуваат такви изданија. Значи, оваа година требаше во Македонија да биде застапена и јас се нафатив со тоа што мислев дека наставна годината ќе биде Преспанскиот договор, се сложивме околу тоа. И потоа постојано го помрднувавме, нели, оној крајен рок, чекајќи го исходот. Па чекавме референдумот да заврши, па да видиме што потоа ќе следува и така натаму. Сега веќе навистина наближува крајниот рок, јас морам да го финализирам, па макар и антиципирала што ќе се случува до крајот на годината во смисла, нели, на уставните промени и сето тоа. Морам да кажам една работа која и емоционално, и интелектуално, и академски те оптеретува и буквално чувствував дека во позадина процесорот работи, ги собира сите информации, се разбира бив и лично, што се вели, вклучена во некој од овие процеси. И сега веќе тоа излегува онака буквално почнува да тече. Излегува настан на годината или на деценијата, или историски настан? Па историски во секој случај. Историски не во на банална, тривијална политичка смисла, каде што се е историско, меѓутоа ова е навистина уникатен настан. Се обидувам, значи, сега на една поширока публика да ги пренесам сите контроверзи, особено низ призма на она што се акти и на ОПСЕ, и на Советот на Европа, и на сите меѓународни организации, затоа што сметам дека едноставно нема норма која не е прекршена на овој пат низ сите овие изминати месеци. Од она што ние го подразбираме градење на мир, или градење на демократија, институции, владење на право и слично. Значи, низ целиот овој процес направивме буквално прекршување на секој чекор и сега мене ми е тешко тоа да го соберам на 15 страници текст, а тоа се да има некаква смисла, затоа што за надворешните посматрачи, како што добро знаеме, особено низ меѓународните медиуми, се прикажуваше една многу едноставна слика за оно што се случува. Феноменално, двајцата премиери, односно министри, подпишале договор, конечно се затвора еден спор, сите се среќни, Нобелови награди се споменуваат и слично, без да водат сметка за последиците. И оно што мене најмногу ме загрижуваше уште од самиот старт е дека, нели, патот кон пеколот е поплочен со добри намери, дури и да стојат добри намери, да не бидеме, не знам, заложници на теории на конспирација, дури и да се најдобри намерите, резултатите ќе бидат погубни и ќе ги носиме лузните на тоа како општество и од тоа долго време нема да можеме да се опоравиме. Мислите, ќе биде прифатено тоа од ОПСЕ? Не е ОПСЕ во прашање, значи ова е еден вид на едиција што е подготвил универзитет. Значи, јас со колегите од Германија разговарав и дури во еден момент, особено морам да бидам искрена, кога го видов извештајот на наблюдувачката мисија на ОПСЕ, која селективно ги гледала работите околу референдумот и околу, значи, целата она правна поставка и процедура, почувствував потреба да се обратам и да прашам дали ми е загарантирана академската слобода да бидам крајно критична и кон ОПСЕ како организација и кон сите други. Се разбира, добив потврда дека тоа не треба дури ни да го зборуваме меѓу нас и дека тоа ќе биде објавено, ќе биде, се разбира, рецензирано
од колеги, ама ни с академска призма, меѓутоа не во однос на ставовите или критиките кои ќе ги изнесам во трудот. Добро, повод за поканата денеска, професорке, се настаните во собранието околу подготовките за формирање на работно тело за простување во врска со настаните од 27 април минатата година и, како што се вели во едно од барањата, сеопфатно национално помирување. Барем досега, како се да е обвиткано со магла, како вам ви изгледаат работите? Како еден вид пазарење за партиски лични интереси или како вистински обид за простување и помирување? Морам да бидам искрена да кажам дека убаво го споменавте зборот магла, јас би додала ветер и магла, ова е фрлање буквално прашина во очите на јавноста и она што посебно ме допира затоа што во делот на она што јас го работам и го предавам се и истражувањата на мирот и конфликтите, јас го предавам и предметот транзицијска правда, што го опфаќа и процесот на помирување, значи целиот тој комплекс на механизми кои се поврзани со поставторитарни и постконфликтни општества на патот кон нивна нормализација, справување со тешкото минато, со последиците, со жртвите, со сето тоа. Овде имаме на дело подбивање со поимот помирување. Значи, една држава која се покажа неспособна да си погледне во очи, да се соочи со случувањето од 2001 година. Да не зборувам за други наназад работи, за нешто што се уште е, да речам, болна точка во ова општество. И при тоа, ова се случува во парламент кој е самиот дел на проблемот. Тој не може да биде дел на решението. Значи, проблемот произлегува од она што, ајде да речеме еуфемистички, и меѓународните представници со години, се сеќавате, го споменува или го именува политички диалог, кога повикува на сослушување на различните позиции, соработка на опозицијата и власта, прво за оној бившиот режим, сега ги сменија местата и така натаму. Сега одеднаш, и тоа од највисока позиција на извршна власт, премиерот беше тој кој во пресрет на почетокот на постапката за промена на устав го спомена овој концепт во така замаглена форма во која не беше јасно. Токму така, не беше јасно што всушност сакал да каже, па дури и неговите соработници го дообјаснуваа што сакал да каже или кој му го пишувал говор. Потоа, многу брзо после тоа, видовме дека е тоа всушност пледоаје, платформа на која всушност се овозможи, ќе бидам отворена да кажам, политичка корупција од највисок, најбрутален вид. Значи, веќе станува опасно, бидејќи во оваа држава можеме да зборуваме и за вербален деликт, дека ако вие индицирате постоење на нешто што е сомнително, на нешто што едноставно е неразбирливо, дека во рокот од денови, часови, луѓе го менуваат своето мислење за исклучително важна работа, за најважната работа за која ќе гласаат во својот пратенички мандат, да бидете и обвинети дека инсинуирате или немате докази и слично. Наше е да укажуваме на проблемите, дури ние не сме истражители, меѓутоа проблемите ги види целата јавност. Значи, она што се случуваше бара нештата да се наречат со вистинското име. Значи, доста во ракавици. Во ракавици тие можат да зборуваат за национално помирување, меѓутоа се поставува прашање, бидејќи спомнав нели претходно во каков контекст се зборува за помирување, кога станува збор. Дали ние сме издавали од авторитарен режим и кој е тој режим? Ако бил груевизмот, како што го нарекуваа, тогаш 2 години на власт имаме една влада, една нова структура, која требала, ако сакала да се зафати со ова прашање на сосема поинаков начин. Постконфликтно, ја не би рекла постконфликтно, зашто многу повеќе оваа ситуација ми наликува на предконфликтно општество. Значи, лузните, она што и на почетокот го спомнав, поделбите,
расцепот на ткивото, практично на општеството, е резултат на еден авантуристички потек на оваа влада, која наместо да биде чувствителна и да знае, да антиципира какви се проблеми ќе произлезат со наметнување, со октроирање на еден онаков договор и до каков се политички и општествен лом ќе се дојде, сега ви кажува дека со декрет од собрание, и тоа нели малку е иронично што на чело на таа комисија дури се споменува човекот кој е на некој начин во центарот на случувањата поврзани со 27 април. Добро, на известен начин пратениците од опозицијата кои што гласаат за уставните промени и кои што сега овие 4 предлози се водат како нивни, го признаваат тој авторитарен режим. Тие ќе имаат што да се одговараат самите на себе пред својата совест и да не име човек во кожата, би рекла. Тие веројатно си знаат како поминуват. Немам сожалување, меѓутоа да кажеме дека имам разбирање. Меѓутоа, она што сега овде се наметнува е некаква благородна идеја, некаква благородна иницијатива која, замислете, одозгора надоле ќе наметне помирување. Тоа помирување мене на начинов на кој досега се пласира и особено го поврзав и со слободата на мисла и говор, што веќе сериозно загрижува, ми зборува дека не станува збор за помирување, туку за пацифизација на јавниот дискурс, на сите гласни, да речам, критичари и слично. Имав прилика да видам, така да начујам некои дебати во кои секој критички збор се именува како сеење зла крв, нарушување на сега туку што започнатиот идиличен процес на помирување и слично. Како оваа идеја дојде, значи прво дојде од премиерот, а потоа ја прифатија пратениците што решија да го поддржат оваа предлогот за измена на устав, останува, тука е линкот, што нам не ни е јасен. Меѓутоа, знаете, кога имате помирување или барате помирување, првата работа е соочување со фактите, соочување со грдата вистина за некое наследство од минатото. Да, според теоријата... Второто прашање, кои се жртвите? Значи, не може тие меѓу себе да си се помируваат. Мене како граѓанин и нам како граѓанин е сосема сеедно што тие меѓусебно си имале, давале, земале, се расправале или што правеле. Прашањето е кој нас ќе не рехабилитира и ќе ни даде некаква сатисфакција за сиот овој стрес и страф и неизвестно што го изминуваме на сите овие месеци наназад. Според теоријата, основни цели на простувањето и помирувањето е соочување со минатото по масовни кршење на човекови права и систематски злоупотреби, со цел излегување од диктаторски или авторитарни режими. Так. Можат ли само настаните од 27 април да послужат како основа за тоа? Овде ние дури не сме ни сигурни дека во центарот на оваа нивна идеја е само 27 април. Дали може би во лепезата на личностите што се опфатени или на кои се смета и во наредните фази во гласањето за уставната ова постапката за измена на уставот, ќе бидат опфатени и други личности. Потоа имате селективен пристап. Не може помирувањето да се однесува само на пратеници, а знаеме дека има и други луѓе кои се исто така опфатени во овие судски процеси. Настрана што во време кога зборуваат за помирување, флагрантно се кршат елементарните процедурални аспекти на судската правда, на делењето на правдата. Значи, оној скандал што се случи со бркање на адвокатите, казнување, оставање на обвинетите без адвокатска заштита во најклучен момент од судењето. Потоа овие маратонски седници од по 10 на 12-17 часа. Сето тоа е нешто што треба да ја шокира правната фела и правната јавност,
Засега, ја колку што слушам, освен поединечни гласови, има само една невладина организација, оваа коалиција за правично судење, која кажува дека тоа не е начин на фер и правично судење. И сега доаѓаме до оваа работа. Од една страна зборувате за помирување, што не е рамно на амнестија. Амнестијата може да биде само еден од механизмите. Амнестија, опозицијата рече дека нема да учествува во вакви фингирани работни групи и најави закон за амнестија. Дали е тоа поприфатливо? Или? Опозицијата си има право да речеме или еве таа идеја именив постара од пред неколку месеци. Меѓутоа не можете да ја подведете под помирување. Тоа е целата, значи, фарса што се прави, затоа јас не би сакала да зборуваме за помирување кога не станува збор за помирување. Станува збор, тоа е општествен процес, тој значи како што убаво дефиниравте, поставторитарни, постконфликтни општества. Значи, тој процес се презема заради општеството, заради граѓаните, заради жртвите, заради оние кои страдале, не заради поединци кои се инволвирани во одредени дела за кои еве постојат кривични постапки. Значи, кривичната правда и делењето на правото е една работа. Помирувањето е долг процес. Опфаќа широк спектар на актери кои се вклучуваат. Долг период, кој дури не е извесен. Вие имате Јужна Африка или Северна Ирска, па се уште се зборува за тоа. И тоа децении од како се случиле злосторствата. Бивша Југославија ни ја евеа тука, спомена 2001. Така што овде да не ги мешаме лончињата, јас сум повеќе за тоа, да се зборува. Опозицијата дали и како ќе успее низ собранискиот систем, механизам да наметне закон за амнестија е една работа. Такви амнестии имало во историјата на Република Македонија, колку се правични, морални, етички, тоа е друга работа, затоа што сме ги имале за различни ситуации. И прашање што бараат, во каква форма и слично. Меѓутоа не може да стане збор за помирување. Тоа ми е целата поента. Каде водат овие надмудрување меѓу власта и опозицијата? Надмудрувањата се игра на моќ, игра борба за власт, борба за, особено сега ако зборуваме низ призма на владеачката коалиција и значи оваа структура што сега ја води државата, води кон испорачување на она што го ветиле. Тие се во една таква ситуација во која немаат избор, освен до крајот на годината или почетокот на идната да испорачаат промена на устав согласно барањата на Преспанскиот договор. Целото ова предоаје е во функција на тоа. Значи, јас сум убедена дека оној момент кога евентуално ќе се заврши постапката, целата оваа работа ќе спласне. Едноставно нема да биде актуелна, пазарењата ќе престанат да важат, сега е се уште важно, веројатно заради тоа да претениците бидат сигурни дека нема да бидат гонети, овие што, нели, значи и гласови се смета. Така што останува да се види во оваа ситуација, не знам опозицијата колку има моќ да се наметне со овие своји барања. Власта ги има сите механизми. Професор Ванковска, предавствата меѓу македонците, посебно во делот на она што значи историско ВМРО, па еве ако сакате и сега на тоа што значи континуитет преземен преку ВМРО ДПМН, се издигнати на ниво на мит. Можно ли е воопшто национално помирување и ако е можно, како тоа би требало да се изведе? Предавствата се дел на сечија историја. Јас сум убедена дека секој народ, ако почне да си гледа наназад, нели, во ретроспектива, секогаш имало на добри момци, лоши момци, момци што менувале страната заради лукративни или други причини и така натаму, и тие записи, тие белешки стојат. Ние го имаме и оној виц стар, нели, за, како беше, двајца комити, придавник во секоја чета, како по правило. Меѓутоа,
прашањето на жестината на внатрешно етничкиот конфликт, ако зборуваме за македонскиот дел од општеството, е прашање, значи, на проценка. Дали сме ние во една таква ситуација да сме минале низ еден меѓу македонски конфликт кој оставил тешки последици, или сме, мојата проценка е дека сме сега на прагот на нешто што може да еволуира и да ескалира во нешто многу несакано. Вистинскиот начин да се сопре, значи подобре да се превенира, отколку сега да се враќаме, не знам, на 100 години наназад, 50 години, тоа не дека не треба. Меѓутоа, во ваков момент во кој општеството буквално е во акутна фаза на криза, вие немате моќ да помирувате. Прво, која е таа морална фигура, тој морален лик на политичар, на не знам, Нелсон Мендела или како да го наречам, дали ние го препознаваме? Апсолутно не постои. Ние не сме во фаза во која треба, знаете, да дојде една ситуација на нормализација, на еден запирање на насилства, погребување на жртви или се што е поврзано со тоа, за да почне да се работи на помирување. Овде ние можеме да само да апелираме на следното. Диалог, дебата, разговор, взаемно почитување во разликите. Значи, ако ми зборуваат за Европска унија, унијата нели е унија на различностите. Па ние треба тоа прво да почнеме дома да го применуваме, во смисла дека политичките различни страни не се архетипски непријатели и не се непријатели на Македонија и на македонството и слично, туку значи мораме да престанеме со етикетирање и со застрашување, затоа што велам во овој период вие имате една жестока реторика од страна на провладините пиарчини и така натаму, или новинари или медиуми, кои секој збор на критика знаат да го квалификуваат како антизападно расположение, и така натаму. Значи тоа вие замолчување на јавноста. Помирувањето бара отворен разговор, бара зборување и за најболните точки, и за најделикатните. Оној што сгрешил спрема закон, па дури знаете и крајните оние идеални, не знам, примери на помирување, не поминувале без кривично санкционирање на оние што сториле тешки кривични дела. Впрочем, и трибуналите за војни злоустройства и слично имаат таа намена. Македонија и тука исклучок, знаеме дека 2011-та со автентично толкување на законот за амнестија донесено 2002, хашките случаи практично ги турнавме под чергиче и покажавме дека не сме способни дури да зборуваме ни за правда за мавровските работници, па дури имавме и неодамна она скандалозна ситуација со еден уметнички филм во кој алудирало нешто на 2001 и на тие настани, па се дигна таква тензија до цензура. Значи, ова општество дефинитивно треба да се врати на абецедата, на почетоците, на нормално политичко функционирање и разговарање, за да евентуално стасаме до темите што ги посочивте, кои се долготрајна задача, на која треба да се работи постојано, ама на база на политичка толеранција, на разбирање, на политичка култура, во која противникот не ти е непријател. Тој е опонент, може би, во некои работи, меѓутоа, или треба да бидеме заедница, или не сме заедница. Трето нема. Професор Ванковска, ви благодарам на одвореното време. Почитувани, ова беше разговорот со професор Билјана Ванковска. Довидување до следната емисија.